Ако Унијата има амбиции да стане геополитички играч, мора да ги направи неопходните реформи и да се смени начинот на одлучување при процесот на пристапување. Европските лидери засега не се подготвени да ги изгубат своите вето карти, смејтаат аналитичарите. Ваквиот став следува откако председателот на Европскиот совет Кошта понуди да ги промени правилата на Европската Унија и наместо со едногласна одлука како што е во моментов, започнувањето на преговорите да се овозможи со квалификувано мнозинство. Идејата беше да се улесни пристапувањето на Украина и Молдавија. Значило дека остануваме заложници на вето моќта која што имаат нашите соседи. Секако дека Бугарија предничи тука во овој интерес, меѓутоа верувам дека и Грција не само кон Турција, туку и кон Албанија и кон нас од аспект на имплементација на Преспанскиот договор би сакала да задржи ваква вето моќ. За жал Македонија тука малку може да направи, може само да го чека исходот и да продолжи да лобира преку механизмите кои што се на располагање за оваа промена да се случи квалификувано мнозинство. Зборувам како основа за прогрес на државата во преговарачкиот процес. Поради системот на едногласно одлучување, Македонија досега можеби беше најголема жртва во преговорите, оценува поранешниот амбасадор Нано Ружин. Проширувањето на Унијата е некако геополитизирано и во овој момент маргинализирано, веќе никој не збора за проширување. Нашата држава знаеме дека беше голема, можеби најголемата жртва на проширувањето токму заради тој систем на едногласност. Убеден сум дека европските лидери настојуваат да дојде до некое решение во смисла на одлучување на квалификувано мнозинство, значи да односно 1, 2, 3, 4 или 5 држави да не се согласат, меѓутоа гросо модо да се гледа оној висок европски интерес. Обидот на самитот во Копенхаген да постигне договор за укинување на потребата сите членки да дадат согласност за пристапување на нови земји во Европската Унија била жестоко нападната. Според пишувањата на Политико, предлогот на Кошта најшол на голем отпор од најголемите и најмукните земји на Европската Унија како Унгарија, Германија, Франција и Италија, кои досега беа претпазливи во врска со проширувањето на Унијата. Загриженоста меѓу овие земји е дека со промена на правилата за пристапување тие исто така би ја ограничили сопствената можност да ги блокираат кандидатурите за членство што ги сметаат за проблематични. Например, грците да покажат дека може да одржат разговори за членството на Турција, исто како што бугарите сакаат да може да повлечат граница за Македонија, а хрватите да ја блокираат Србија. Високи дипломати на Европската Унија порачале дека ако се спроведе гласање со квалификувано мнозинство да се поттикне процесот на пристапување напред, постои многу голем ризик процесот да биде екстремно политизиран. На самитот во Копенхаген и македонската председателка која порача дека потребна ни е политика како уметност на можното. We need politics as the art of possible. Instead of politics we are living with, in which the question is who, when and how wins. We need more Kantianism than Machiavellism. Според најавите на македонската влада по изборите на стартот на следната година, можни се предвижувања во односите со Бугарија, но детали дали постојат некакви разговори не се соопштува. Тоа што можам сега да кажам дека има размислувања за тоа какви чекори треба да се превземат, меѓутоа целиот фокус моментално е во изборната кампања, така да не може да се очекуваат тие, да речем, начини на размислување да добиваат форма на конкретни предлози. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.